Macedonia, so rich and true, with mountains and rivers, a dream come true. Your history lives in every heartbeat. In your embrace we find life complete. По што се препознаа јака курвичка? Знаете сите. По тоа што секогаш има потреба во јавност, меѓу луѓе, во пријатели, меѓу пријатели да ја истакнува својата честност. По тоа се позна. Колку повеќе истакнува својата честност, толку е поголема курвичка, појака курвичка. Или убер курва. Еве, например, сега последно во сообштение ги гледам, абе ова СДС, тоа е курвица до курвица, од прв до последен. Ја не знам дали има друга, не знам, еве поправете ме ако грешам, не знам дали има друга опозиција во свет што бега од предвремени избори, која што не се допаѓа идејата за предвремени избори и која што толку се кити со перијата додека одбива предвремени избори и покажува на нив како нешто најлошо, нешто што е неприфатливо да бидат предвремени, додека го прави тоа се кити со перијата дека се многу поштени. Па ги нарекува ВМРО ДПМН, тоа е нивна кованица, многу им се допаѓа на СДСМовците, некој ја смислил тамо некоја будала, додека шмркала кока изгледа, ја смислил кованицава, па ја употребуваат во секоја прилика, знаете, ја употребуваат, тоа е смислено, тоа е Гебелсова пропаганда, за да влезе во вјугите на широките народни маси и вистина да почнат ВМРО да ги третираат така како што овие ги нарекуваат организирана криминална група, па често да се направат паметни и смешни, викаат ОКГ ВМРО ДПМН, темек организирана криминална група. Работава, слушајте не народе шо ви збориме, а не гледајте шо правиме, поточно, а не се сеќавајте на оно шо го правевме. СДС најде да збори за поштење, убер курвата, курвата на сите курви, курвици пар екселанс, кои што која беа на власт, беа 3 пати полоши за крадење од ВМРО Груевски кога беше. Тоа ќе ви го потврди секој бизнисмен. Абе, вика, овие, вика, нешто давме, јеби га, не рекетира, ама овие пута 3 за СДС зборя. И да не зборам тука милиони скандали шума, итн. Они најдоа сега за поштење да збора, за честност. Затоа србите, сербски свет, има една многу добра реченица, што на македонски кај да ја преведеш, не би звучала, може би тако се онако не се помачиш па да смислиш некој добар превод. Вика, ко чему курва о поштењу. Значи, по тоа се препознаваат курви, курвици, не зборам за овие што се етаблирани, официјални профи курвици што вистина за пари работа. Зборам за овие другиве. Имаат потреба да се китат, да истакнуваат својата честност, својата богобојажливост, фамилијата, семејството, сопругот. Партал се прават. Партал. У прва прилика сами кои ќе останат. Дали е тоа, како се викаат, како ги викаат тие after work партис после работа, ако се собираат на разни места, у кафани, у кафичи, 3 бека ми бека, ти реков ми рече, штали, мали, поима, неам свека, партал се прават. И тоа тимбилдинзи која прават, тимбилдинг, одиме од фирма, 3 дена, поема неам у хотел тој и тој, на Охридска, на Ривиера, на тимбилдинг. Тоа е
Тоа се римски неорги говна да јадат. Тоа секој секого келебечи. Или керебечи беше зборот. Па заборев. Многу убав збор, исто од сербски свет. Керебечи. за плескама, како вика. И по тоа ќе ги препознаете. Ти нормален, чесен човек, жена, овона, нема потреба да се истакне колку е она чесна. Тоа курвите го прават најчесто, со тоа го истакнуваат, кратците. Затоа викаат старите добри полицајци, не барај честност меѓу курви и кратци. Тоа се овие. Организирана криминална група ВМРО ДПМН. А они рацете од мет не ги извадија. И не само тоа, правеа и други пострашни работи од крадењето. Па си падна од власт. И сега истите тие прават филмче, ново е ова филмче, значи сега забораевме на све друго, на мигранти, на водата помина тоа со труењето, не знам шо, ова, она, Кочан исто го намалија да го тргна од репертуар за напади, ова, од време на време ќе им текне само нешто така. Ова. Сега наред дојде предвремени избори, ВМРО ќе се ортачал со Дуи и ќе оделе на предвремени избори за да ги заебеле СДС. Зашто сте такви курвици? Убер курвици, над курвици. Зошто сте такви курвици? Па нели бре опозиција сте, треба да речете фала ви многу ВМРО ДПМН што ќе правите предвремени избори, сега ќе ви ебеме матер. Па нели сте спремни бе? Нели тоа секој ден ти се појавувате на вежбаните како си Филипче стегнат у тоа? Нели сте спремни? Подготвени сте да се соочите? Граѓаните се на ваша страна, имате мастер кур, овој план, па исто му дојде тоа ако се фалиш со мастер план, кога и му кажеш на висо, знаете колкав ми е? Па кога викаш знаете колкав ми е, тоа значи дека ти со душа чекаш тука некој само да ти донесе ергела да прчиш цело време да покажеш колкав ти е. Или може би вас ви е мастер, овој планот многу мастер, многу хјуч, многу мега, ама уствари не ви е функционален. Малце ви е мек мастерот. Само ви е така на хартија стајан, тоа нема везе колку пред јавност да се китите со него. И шо имате у мастерот, а? Нели е тоа мастер план 5-6 точки? Тоа нели, тоа боли глава. На гъс ке падне народов. Како вие да направите поштена држава, организирана криминална група ВМРО ДПМН да замине? Нели све имате тука, оној вашион како ви се вика Кирби, овој функционерчето на тато. Нели се фали дека сте партал, сте се организирале, сте ги изчистиле, сте редовите, сте се реформирале. Народот го повикувате на отпор. Вие сте ненормални, бе. Вие сте ненормални. Ки имало предвремени избори. Ја да сум на место на ВМРО, ја уопште нема да правам предвремени. Зашо да си кратам година од владењето, бе? Мо ти знам дека ниша нема да се смени и регуларни да бидат изборите. Вие ќе останете тиња каква што сте и бетар. И бетар ќе се заглибите. Вие сте бре со двете нози у жив песок довде ви е дојден. Тоа песок. Ја не знам зашто само не се најде некој паметен, само вака да ви направи дозгора. Да ви подпомогне. Да се удајте у живиот песок. Ја стварно не знам зашто им се брза па на ВМРО предвремени избори. Ништо нема да се случи ни после 3 години да прават избори. Овие исти дилајли ке си останат. Курвици, само ке наоѓаат начин. Но, избори, евентуално, предвремени, ке значи само предвреме исклучување на апаратите за поддршка на живот на
СДС. Филипче од она што се плаши уствари СДС е само дека ВМРО со овие предвремени избори ќе му ги исклучи апаратите, на кои што дишат или живеат, со чија помош живеат овие 3 години. Или како му доаѓа, од кога падна од власт. Тоа е стравот. Затоа што, уште еднаш ќе повторам мојата легендарна реплика, но сега во друг контекст. Затоа што јавноста, народот ќе види дека царот е гол. Дека нема ништо од реформираност во СДС, нема ништо од честност во СДС, нема ништо од организираност во СДС, нема ништо од сила и подготвеност во СДС да се преземе власта, нема ништо од сето тоа. Се кај нив е само желба да се преземат фотели и да се продолжи онаму каде што застанале 2000 која падна од власт 24 година. Да се продолжи со лапање и да се извршат, да се доведат до крај сите операции за обезличување на македонскиот народ што не успеа да ги довршат додека беа на власт. Тој процес, тие операции да се доведат до крај, тоа е наредбата, тоа е директивата што има добиено и од Бугарија и од Европската Унија. Тоа е единствената наредба што имаат зашо треба да направат се да дојдат на власт. Само да ги извршат овие две работи, 1, 2, 3 од таа гарнитура да се дозбогатат и утре заутре да си спакуваат куферите или ако бидат доволно заштитени, како што се случува кај нас, да си продолжат да си живеат еден мирен, сталожен, семеен живот, само што ќе бидат полни као пиратски бродови. Тоа е целата идеја на СДС, за постоењето на СДС. Тоа се најобични плачи пички, кои што немаат друг начин како да дојдат на власт, освен со помош на странска сила, странски моćни елити, тоа студенци, кои што за тоа и богато ќе ги наградат. Тоа е целата приказна за СДС, нема друга. Тука више мислам на сите ни е јасно, јас сега не откривам топла вода, сите знаеме како стојат работите. И така и ќе биде. И сите приказни што ги смислуваат се смислени во тој правец, затоа ги повторуваат често одредени синтагми, одредени изрази, одредени флоскули политички, само за да извршат манипулација и психолошко влијание кај граѓаните во Македонија, но тие се толку дифамирани, толку се осрамени, толку се обезличени, соголени пред очите на македонската јавност, особено пред очите на македонскиот народ, да едноставно немаат ниту теоретски шанси било што да направат на било кои наредни парламентарни избори. Дали би биле предвремени или навремени, за тоа за нив нема никакво значење. Интересно е да се види докаде ќе биде трпението на нивните ментори или нивните старатели од странство, мислам на Бугарија и на одредени структури на моќ во Брисел, во Европската Унија, во некои think tank, амерички организации кои што несебично се трудат да помогнат да ги вратат на власт. Ќе видам само докаде ќе биде трпението. Сега за сега тие луѓе во овие организации што ги спомнав или групи или елити, очигледно им е јасно дека нема ништо од враќање на СДС на власт. Останува да се види што ќе направат, дали ќе ги засилат со помош на некој коалиционен партнер, друг, што ќе го пронедат, дали ќе се формира пак некоја струја партија џомити од СДС, која што ќе биде, која што би им помогла, што ќе глуми поинаква, дека е нешто сосема друго, сосема ново на македонската политичка сцена, па ќе се обидат така, дали ќе се обидат со многу поопасни и многу поперфидни методи, но и многу поотворено опасни, да ја дестабилизира државата. Тука вчера нешто зборував за тоа, тука веќе се работи за многу сериозни работи.
за кои што мислам дека сепак ќе дојде ден кога ќе почнат да прибегнуваат кон тоа, ако веќе тоа не ни почна, со она што се случи и со пожариве, и со водата во Гостивар, значи тоа не се утврди што е, како е, има ли намера, нема ли намера, значи ќе видиме, ќе покаже времето. Оно што значи нема. Они СДС, значи сериозно сметаа дека ние сме ретардирани, дека ние имаме амнезија, сеќавање како на златна рибка. Овој најнов, како да кажам, наратив што доаѓа од нивна страна, избори предвремени, каде што ВМРО и ДУИ ќе коалицирале. Па сега они ДУИ го представуваат како самиот ѓавол. Тоа не е далеко од вистината, но тоа секој еден во Македонија го знае. Но на што СДС се прави многу поштена курва, тоест глуми честност, си ја истакнува својата честност, е тоа што сега сака да го оцрни ВМРО, така што ќе го прикаже дека ВМРО џомити сакал коалиција со ДУИ и на 20-та се договарале за предвремени избори. Прво тоа се најобични тези недокажани, што излегуваат од кујната на СДС. А втора работа, како бе вие, Филипче, планирате дека ние брзо ќе заборавиме у какви фини, убави братско-сестрински односи, инцестуозни, би рекол, братско-сестрински односи, си бевте со ДУИ додека бевте на власт. Филипче, вие, додека коалициравте со ДУИ, а ти беше дел од таа власт, на многу високо ниво котираше, беше министер за здравство. Како очекувате дека ние ќе заборавиме дека вие бевте во невидено блиска коалиција со ДУИ. Во толку блиска што кога сака, овие од ДУИ ве става ускутот и ве клеца. Тогаш, после Ахмети, прв човек на држава ви беше Артан Груби. Сега што чека обвинени. Овој што чека, нели, судски процес за обвиненијата. У кој што најверојатно ќе биде осуден, нема везе, на 1 година максимум, со тоа што никогаш предходно не бил осудуван, ќе има тука олеснителни околности, па ќе добие некоја најверојатно условна пресуда со некоја плюс парична казна, да обештети дел од парите што никогаш нема да ги видиме, но тргаме на страна. Друго е сега муабетов. Абе, Филипче, толку вие бевте патриоти големи и фраери и толку многу му верувавте на ДУИ во исто време, што додека бевте у коалиција со ДУИ многу поише министри имаше од ДУИ него што имаше од ваши редови. Не ли беше тоа така? Толку тие беа од ДУИ, перјаниците на ДУИ, толку беа возгордеани, сигурни во себе, сигурни дека ве држат во скути, ве клецаат кога сакаат, што кога и да стигнеа на телевизија некои тие парјаници, како Артан Груби, отворено му се подсмеваа на македонскиот народ. Додека Бујар Османи, без срам, без перде, без никој да ебаа 2%, трчеше по светов, трчеше кај бугарите, трчеше кај ЕУ и ги убедуваше да не се секираат дека македонците прашање на секундија која ќе потпише дека се бугари и на тој начин дека владата на СДС и ДУИ ќе покаже дека е спремна и за влез во ЕУ. Тоест да ги почне преговорите со ЕУ. Зошто мислите дека овој народ е толку ретардиран да престане да се сеќава или да не сака да се сеќава на она што се случуваше пред само 3 до 10 години, кога вие бевте на власт од вашиот почеток, 2017 до 2024, значи за тие 8 години, 7 години и плюс овие 2, 9, 10, значи зашо мислите дека ние ќе сме престанале да се сеќаваме на она што бевте, а? Никаков
кредибилитет немате. Да му се обратите на македонскиот народ, а не уште утре да барате поддршка или во него да гледате некаков капацитет за отпор, да ви се придружи за отпор против партијата на власт. Не. Овој народ свати дека вие сте најголемото, вие СДС, сте најголемото зло што и се случило на Македонија. Токму оваа гарнитура. Кој најде да збори за организирана криминална група ВМРО-ДПМН? Кој најде да збори? Другарчето на ЗЗ, кој што која му прдне, не знам од кои причини, не знам со какви овакви финансиска подкрепа или подлога, си оди на јахти, си оди до Дубај, си оди кај сака, си вози скупа кола, си има недвижнини, добро, некој ќе рече си работа, која што е многу платена, и за тоа може многу да се збори, да разговарате со негови колеги, што е направено додека бил министер, за да си направи убави услови, да заработува енормно со неговата професија, користејќи не ихам да зборам, затоа што ако отворено почнам да зборам за тоа, неоти некој ќе го испита тоа, неоти дотичниот ќе биде обвинет. Еве како што гледаме, дури ни обвинение не може да му сплетат, да му направат. Едноставно, нели, некои животни во државава се поеднакви од другите, иако на хартија сите животни се еднакви пред законот, но во реалноста едните се секогаш поеднакви од другите. За жал, тоа е наше големо разочарување, што и понатака тоа се покажува дека е така. И на овој народ му е скурчено тоа да го гледа и понатаму. Затоа више конкретни работи нема да спомнувам од минатото на овие ликови, што правеле, како правеле, очигледно никој тоа овде не го интересира, па затоа немам нија зашто да спомнувам. Но, можам само да посочам дека, како општо место, дека многу е дегутантно, многу е депласирано, многу е демагошки, кога најголемите курви се китат со перијата дека се честни. И при тоа обвинуваат други за курварлак, додека они се прават ратајка. На afterwork, на team building, кои идат кај бугариве, кои идат кај Европска унија, горе кај одредени елити, шпиуните што ги имаат во нивните редови, кои да работат за грци, за мрци, за американци, само за сите работат, за бугари, само не за Македонија, за македонците, тоа ви е СДС денес, една збирштина на заблудено членство, на квислиншка елита, која што е продадена за пари на странски држави, за странски интереси, и во која што врие од разноразни платеници и пратеници на странски организации кои што имаат за цел, кои што веќе нели ја држат во заложништво таа партија, целосно ја контролираат, ги контролираат незините раководни органи, незините најистакнати личности, се со цел да имаат алатка во рака за утре, да ја урнат ВМРО-ДПМН, да најдат некаков начин да ја урнат, за да можат целосно да преземат државата под контрола и да ги спроведат сите агенди кои што не умеле да ги спроведат, за да му го трасираат патот на македонскиот народ кон неговото целосно исчезнување. И нормално од Македонија да направат некој си она што го сакаат бугарите, географски регион,
во кој што живее еден народ кој што е обезличен аморфна маса, која што утре задутре, веројатно кроз 10 години или многу повеќе години, полека ќе биде на некој начин присвоен, а територијата ќе биде поделена. Тоа е најцрното сценарио на Македонија, но ова не се глупости што ги зборам, ние сме сведоци дека многу граници на Балканот се прекроија последниве 35-6 години. Значи не можеме да спиеме на тоа уво дека некој која ти ветува дека границите ти се гарантирани, курмоите се гарантирани, гледаме дека во светот ништо веќе не се, ни една граница не може да биде гарантирана и зададена и заштитена со било каков меѓународен закон. Затоа што се покажа дека тие меѓународни норми, закони и така натаму, многу лесно се прекршуваат кога ќе се прекршат преку нив интересите на најмоќните држави во светот. Така да на тоа уво не треба да спиеме. Оваа држава од ваквите партии кои СДС и од оние кои што ги контролираат одгоре е планирана за расцеп, е планирана за поделба, е планирана во почеток можеби за некоја лабава појма, полабава федерализација, како што реално веќе го имаме тоа на некој начин, нели, преку општински овакви управи, кај што имаш паралелно ова, паралелно она и така натаму. Сега тој процес е сопрен, благодарение на оваа власт, малце е закочен, и тоа е оно што најмногу им смета. На странците кои што ги контролираат квислиншките структури и организации во Македонија. И затоа раска волкото име оваа власт, затоа што знае, веројатно што се спрема, се обидува на некој начин да пружи отпор на таа работа, но гледате дека кујната си работи. А курвите, кои вие, што се прават многу за честни, само се надеваа дека еден ден, само надежта ќе им остане дека еден ден ќе дојдат на власт. Но со предвремени избори и таа лабава мала надеж што имаат ќе им сгасне истата секунда. Затоа Филип ќе се плаши. Затоа е овој абсурд да опозицијска партија, која што се смета дека е многу силна, многу реформирана, многу организирана, која има еден мастер план како да ја преземе државата за доброто на народот, за благосостојбата на народот, за светла перспектива во СДС, зашто една таква партија се плаши од избори и сега се обидува да наметне страф и паника во јавноста. Толку.